Да, повелете. Два пати во рокот 3 дена само потврдува дека носи одлука за бојкот на изборите. Овде денес на пресконференција слушаме планови за проекти. Значи, прво би сакала еден краток коментар, значи, дали останува СДСМ дефинитивно на бојкот или што чека на нешто да се случи во меѓувреме. И дали може би Хари Локвен не се спрема да биде кандидат на некоја друга партија, пошто го проложи рокот до 3 март за кандидирање. Има време се опречи. Не преку партија може политичка, а не индивидуално. Значи коментар за бојкотот или интересира за кандидатура? Прво бојкотот, зборот бојкот, би го сменил со зборот протест. Ние протестираме за да нема бојкот, а не за да има бојкот. Водејќи сметка колку се остварливи, реално возможни нашите предлози кои ги дадовме за политички компромис во оваа држава. Значи бојкотот е изнудена активност од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна, драго ми е што констатиравте дека во два наврати ние потврдивме една иста одлука. Тоа всушност е главен доказ за единството и решителноста кои во моментов се главна карактеристика на Социјалдемократскиот сојуз. Решителност да одиме до крај, до остварување на врвните приоритети на оваа држава. Што се однесува до второто прашање, морам да бидам искрен. Овде не станува збор за лична борба, за функција или за позиција. Овде за прв пат после подолго време станува збор за борба за возвишени идеали. Земјата да се преврти. Јас ќе го почитувам ставот на мојата политичка партија. Пошто има бланко представници од СД и други политички партии шетаат нуда, затоа прашувам да евентуално се случи некој. Верувам дека добивте одговор на вашето прашање. Повелете други? Тоа е коментарот на Хари Локвенец лично и ставот на СДСМ поколу последното вчерашно писмо од представниците на Европската унија со последни апели за надминување на политичката криза. Беве Фатмир Бесими денес во Брисел, се најавува во недела доаѓање повторно во Македонија на европратените од ковид. Се гледали светло на крајот од овој тунел? Добра ви е констатацијата или прашањето поврзано со вчерашното писмо на ОПСЕ, на Европската унија и на Соединетите Американски држави. Јас би сакал да потенцирам дека во изминатиот период ние како партија покажавме дипломатска одговорност и толерантност и флексибилност спрема нашиот политички противник. Водејќи сметка дека овие три работи беа носечки во писмото кое го добивме сите вчера, сметам дека истото е адресирано на адреса на власт. Ви благодарам.